Нема специфичен тест со кој што ќе може да се диагностицира, нема специфични симптоми, кои што ќе кажеме да, тие не водат кон ендометриоза, а можеме да поразговараме и за нив и ќе не донесат до дефинитивната диагноза на ендометриоза. Така. Здраво на сите, ова се моите 3 минути кај што морам да гледам во камера за да ја започнам оваа емисија. Како што нели претходно зборувавме, ова се 5 емисии посветени на тема менструација, менструална правда. И многу се радуваме што ова се случува во рамки на проект кој што е на регионално ниво со наши партнери од Косово, од Албанија и од Црна Гора, исто така и од Македонија и поддржани од француска амбасада. И дел од активностите во овој проект кој што е со назив Our Bodies Are Not Taboo или нашите тела не се табу е и снимањето на овој подкаст во вкупно 5 емисии, меѓутоа со многу важни теми поврзани со менструацијата. Се договоривме дека во оваа емисија на феминистички начин ќе оди представувањето на гостите, оставивме гостите сами да се представат. Меѓутоа зборуваме на една многу важна тема поврзана со менструацијата, тоа е темата за ендометриоза и менопауза, перименопауза и се поврзано со овие феномени, така што повели да се представиш и фала ти што прифати да бидеш гостинка во овој подкаст. За тоа. Здраво на сите присутни, здраво и на гледачите. Моето име е Искра Дукова, јас сум специјалист гинеколог акушер и доаѓам од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и работам на одделот за инфертилитет и хумана репродукција и при тоа мајка на 2 малолетни ќерки. Прекрасно. Вака за тоа што денес темата е, нели како што спомна Јана, околу ендометриоза, менопауза, перименопауза. Голема тема е. Голема тема, да. Успееме да ја ставиме во 45 минути, меѓутоа барем да спомнеме некои најважни делови. Да. Прво, еве како прво прашање, според тебе, кои се, нели, како што доаѓаат младите и жените кај вас, кои се некои од познавањата што ги имаат или што ги немаат, кои се прашањата што ги имаат, што се неодговорени на овие теми? Ако тргнеме за ендометриозата, нели, како болест, која што всушност представува хронична воспалителна болест, многу е тешко и медицински, но и на еден обичен човек и на пациентката да се објасни всушност што станува како промени во таа болест. Значи, всушност, таа се дефинира со едно ткиво што е слично како на слузницата внатре во матката, да се наоѓа, да се локализира надвор од матката, во малата карлица и во стомакот. Што значи тоа? Значи, ткиво како ендометриумот или слузницата го има како импланти по обвивката на малата карлица, во јајниците, во јајоводите, во дното на малата карлица и понатаму може да се најде и надвор од неа, на цревата, на бешиката. Дури и надвор од стомакот има докази дека може да се најде и на самите плуќа и во дојката. Сега, прашањето е како може нешто што се клетки внатре во матката да се наоѓаат и да растат надвор од неа. Тоа прашање и науката не го одговорила. Значи, всушност, етиопатогенезата, така наречена нели во нашата медицинска терминологија, не е дефинирана во однос зошто се јавува таа хронична воспалителна болест, таа ендометриоза и растење на таа ткиво надвор од внатрешноста на матката. А од тоа произлегуваат и многу други работи. Но она што е најбитно, да се навратиме, пошто постепено ќе идеме, е всушност една многу голема работа која што е симптом при оваа болест, а тоа е болката. Значи една неподнослива болка која што ја имаат пациентките, која што најчесто има еден диапазон на неспецифични симптоми, која што може, значи, болка да биде причина заради милион работи, но не може специфично да се одреди дека е на ендометриоз. Сега, што е проблемот со тие прашања што ги поставуваат девојките или жените? Најчесто се јавува во таа репродуктивна возраст, значи да кажеме некоја средна возраст од 27 години. Но, она што е една од најбитните работи за ендометриозата,
таа е естроген зависна, затоа и во репродуктивната возраст се јавува. Но поминува еден многу долг период од почетокот на симптомите додека се јави жената на преглед до нејзината диагноза. Значи таа е една голем период, едни години од, да кажеме, десетина години кои што ги поминува младата девојка или жената во незнаење, во не можејќи да најде одговор за својата болка, а при тоа да не може да се праша ако иде на милион различни доктори, те ќе прошетаат на многу места додека дојдат до било каква диагноза, да не се праши себе си дали нешто не е во ред со мене што ја чувствувам оваа болка што ја имам. Така. Значи една од работите и најбитни работи за ендометриозата е што дефинитивно нема специфичен тест со кој што ќе може да се диагностицира, нема специфични симптоми кои што ќе кажеме да тие не водат кон ендометриоза, а можеме да поразговараме и за нив и ќе не донесат до дефинитивната диагноза на ендометриоза. Така. А како што знаеме, мислам и самата кажа дека има недостаток од истражување, особено кога се работи за женското здравје. Не е толку, извини, ке те прекинам, до истражување, него проблемот е многу истражувања се прават на темата. Него проблемот е во дефинитивната причина зошто настанува. Постојат повеќе теории, некои стари теории се надминати, како што било, например, од типот ретроградна менструација, нели тоа е најприфатливо, да кажеме, кај сите во размислувањето, но повеќе се иде кон едни други две теории во смисла на настанувањето, а тоа е предиспозицијата пред раѓање, генетски, значи предиспозицијата на самиот организам да има ендометриоза, тоест, да кажеме, во самото создавање на гениталните органи инутеро, да настанува транслокација на тоа ткиво, или уште поприфатено да кажеме да е наследен фактор. Што значи наследен фактор? Многу истражувања се направени на таа тема. Например, Каролинска во Шведска има едно огромно истражување направено на 30.000 близнаци. Таа до сега е најголема студија направена. Каде што вика дека од 3 до 15 пати има поголема шанса да се јави ендометриозата во прво колено во фамилијата. Сваќате во однос на наследниот фактор. Но исто тоа тие студии кажуваат дека наследниот фактор заедно со надворешни фактори, така наречена еколошка контаминација за која што многу можеме да зборуваме, всушност дека се причина за појавување на ендометриозата. Пластично, ендометриозата се појавува повеќе кај девојки во урбана средина. Од тука треба да тргнеме. Интересен податок. Секако. Мене ми беше повеќе во насока на тоа, да, од медицински аспект има истражувања, не е дека не, јас дури имам читано дека може да станува збор за некое автоимуно заболување. Кога станува збор за ендометриозата, меѓутоа нели веројатно тешко е да се докаже. Но ми беше интересно од аспект на секојдневното живење, социјалниот аспект. И тие таквите истражувања се помалку се прават, мислам се помалку, ретко се прават. Ние имаме среќа да ја правиме таа студија заедно со период во 21 година и од клучните наоди кои што излегоа, фрапантен е податокот дека дури 71% од анкетираните жени или девојки користат лекарства против менструална болка. И секоја четврта жена или девојка отсуствувала од работа заради менструални болки. 49%, значи пола од испитаниците, ја оценуваат како силна или многу силна болката поврзана со менструалното крварење. Малце повеќе да се задржиме на болката. И јас ја читав вашата студија и баш ми изненадија тие проценти, дури во на студијата кај средношколки, дека всушност 40% од нив дури отсуствувале во првите денови од менструација од училиште. Таа болката што ја збориме, да ја специфицираме, значи таа е циклична болка. Дали се разликува болката? Таа се јавува при секој менструален циклус, тоест најинтензивна е пред добивањето на менструација и во првите денови од менструација, во однос на самата менструација. Но, болката каде се локализира и многу е битно од самата локализација на ендометриозата. Например, ако биде локализирана на цревата, ќе има болки во стомакот, ќе има надуеност, ќе има пореметување во однос на перисталтиката и идењето во веце ќе биде болно. Ако има, да кажеме, жаришта, така наречени, така ги викаме, во бешиката или во уринарните патишта, мокрачните патишта, значи ќе има проблеми во однос на идењето во веце, помала нужда, значи при уринирањето.
Друг тип на болка исто би било диспареунијата или болка при сексуални односи или воопшто, на пример, анамнестичка кога се земе податок дека жената нема односи заради претходно што имала болни односи. И исто како уште еден симптом, значи ако ја земеме таа првичната циклична болка што се јавува во текот на менструалниот циклус, пред добивањето и во самото добивање, да се спомени моментот на абнормални утерусни крварења или одредени други симптоми кои што се јавуваат. Но морам да напоменам, податокот што го има во вашата студија кажува за нормална менструација, да кажем, така? Морам да напоменам дека оваа болка што ја имаат жените со ендометриоза, ако ја крстиме така како еден општ термин болка, ги доведува до неможност на секојдневни работи да извршуваат. Значи, идењето на училиште, идењето на работа, па да не зборуваме однос на физички работи што имаат одредени жени што ги работат, спортување и слично. Значи, они всушност не можат воопшто да ги изведуваат нормалните дневни обврски и работи кои што ги имаат. При тоа, она што е уште побитно, а го има тоа заедно и во вашата студија, моментот во нашето општество, не само кај нас тука во нашиот регион, него и пошироко на светско ниво. Болните менструации се нормални менструации. Значи, како едно општо прифатено. Жена си треба да те боли. Мајка ти ја болело, баба ти ја болело. Значи, тој момент дека прифаќањето дека тоа е нормално жената да пати, не треба да биде на тој начин поставено. Значи, многу жени не се обраќаат воопшто за помош, затоа што учени се во своите средини дека тоа така требало да биде. Дека е нормално да биде, да живее со таа болка всушност. Тоа го имам забележано и еве во моите групи на пријатели, дека кога станува збор за разговор околу менструација, секогаш доаѓа до тоа, па јас еве не можам да станам вториот ден од менструација, не можам да станам од кревет. Не можам да одам до тоалет. Не можам да работам низ дома. И тоа звучи како некој надпревара, мене ме боли повеќе. Но воопшто не е така. Тоа е толку нормализирано нешто и си се зборува како нешто нормално, дека таа болка треба да постои. Дека тоа е многу нормално, дека тоа се случува и тоа е очекувано од секоја менструација. Таква сериозна болка, како што кажа дека ги пореметува тие секојдневни обврски што ги имаме. Јас, например, не сум имала болна менструација никогаш. Од мојата прва менструација до сега не сум имала воопшто болна менструација и тоа е исклучок од сите други разговори што сум ги имала. Студиите таму многу најмал процент е всушност на девојките кои што всушност немаат болни менструации. Така некако тоа дело. И се чувствува тој исклучок. Не е во ред со тебе. Тоа си имам прашано, да. Но тоа е како исклучок и од толку што е нормализирано тоа дека треба да е болна, како што кажавте и двете, веќе не се обраќаме кај доктори затоа што се очекува дека ќе кажат истото, дека тоа е нормално. Треба да боли менструација. Ако го земеш во обзир тоа дека застапеноста на ендометриозата е 1 на 10 жени. Значи од 10 жени, еве овде не сме толку жени, овде сме 5, уште 5 кога ќе ставиме, 1 сигурно има ендометриоза од нас 10. Потоа, во моментов да кажеме на светско ниво, околу 190 милиони или така статистиките викаат, боледуваат од ендометриоза. А второ, и уште побитно, околу 10% од адолесцентите всушност имаат ендометриоза. А 70% од младите девојки кои што ќе се оперираат лапароскопски заради некаква генеза, болка, циста, ќе бидат уствари ендометриоза. И уште побитната работа, кај овие жени со ендометриоза, 50% од пациентките кои што имаат проблеми со зачнување, како пар, значи инфертилитет, како што го викаме ние во нашата терминологија, всушност имаат ендометриоза. Значи, пола од пациентките кои што имаат проблеми со зачнување во својот репродуктивен период, кога ќе сакаат, всушност се диагностицира кај
90% од нив е ендометриоза. Како се открива, како се диагностицира, зашто знам дека има и такви типови на ендометриоза кои што ги викаат тивка ендометриоза, барам јас така го имам чуено. Или класичното би било ако може на ултрасонографски преглед, генетален гинеколошки преглед на јајникот да се види така наречена циста, тоа би било најлесно. Но како што напоменав на почеток, и тераписките модалитети и диагностичките модалитети се ограничени, недоволни во однос на ендометриозата и кај нас научниците. Но, она што е најбитно, првично, е деталната анамнеза. Тоест, комплетно жената да се испраша во однос на незините менструации, менструалните циклуси, периодот кога има добиено менструација, менархата, затоа што некогаш вика кај поголем процент од пациентките со ендометриоза дека имаат и рана менарха, тоест рана прва менструација. Односно што го зборувавме ова све со болноста на менструациите и сето тоа. Што зборувавме дека може да има наследен фактор да се разговара со пациентката за мајка, тетка, сестри во фамилијата. Ние имавме сега баш пред некое време имавме и секција на оваа тема кај што дискутиравме еден случај кај што и мајката и ќерката и уште една ќерка сите имаат ендометриоза. Значи да се разговара за убаво да се земе обширна една фамилиарна анамнеза, после нормално првично класичниот гинеколошки преглед, кој што го вклучува нели ултразвучниот гинеколошки преглед, но ова што го зборуваш ти, таа тивка се всушност тие жаришта кои што не можат што се гледаат по обвивката што се во малата карлица што ги има, што не може да се видат со ултразвук. Би отишло на варијантата други имиджинг диагностики како магнетна резонанца, но додека се дојде до тоа, значи до сите овие кои ќе се направат, може и да немаме дефинитивна диагноза на ендометриоза. Дефинитивната диагноза на ендометриоза се поставува инвазивно со операција. Значи дека очите не видат, не се земе од ткивото и не се изанализира на хистопатологија, ние не можеме да добиеме дефинитивен одговор, тоа е ендометриоза. Што значи девојката треба или жената да стигне до операција за да и се на открие. операцијата за да се открие. Значи тоа е тежок пат малку. Да, нема некој значи специфичен тест кој што би направил да е ендометриоза или маркери. Во праксата на гинеколозите и да се земаат туморски маркери, но туморските маркери се сензитивни на воспаленија. Значи и на воспаленија, не се само за на инфламаторни процеси, не се само за карциноми. И тие во многу неретко се покачени исто кај ендометриозата, особено CA125 маркерот. Но дефинитивна диагноза може само со операција, што нели не е тоа инвазивна метода на која што може да се добие. И сега, затоа што немаме многу време, имаме и друга тема да покриеме, јас само уште едно прашање како за крај за оваа тема. Дали се лечи? И како? Тоа и јас би го прашала затоа што како кажа тоа што го кажа за инфертилитет, дека е чест кај жените со ендометриоза. Јас го имам слушнато па како решение за ендометриоза. Многу гинеколози... Бременост? Да, многу гинеколози ќе кажат дека ајде ќе ти се смири нели болката кога ќе родиш. И тоа тука ми е малку нели конфузно. Значи јас имав на едно гостување баш прашање конкретно така, дали бременоста ја лечи ендометриозата и дефинитивно. Бременоста не ја лечи ендометриозата, таа може да ги стиши, да ги намали симптомите на болеста и може да кажеме да има регресија во еден период, но тоа е се подвргнато на дејството на хормоните. Кога ќе заврши бременоста, кога се воспостави нормално, затоа што рековме нели естроген зависна, дека повторно може да настанат нели рекуренција или повторно појавување на болеста. Дали се лечи ендометриозата? Големо прашање. Да. Нема дефинитивни тераписки модалитети, да кажам стручно така би го одговорила тоа, но во однос и за нашите гледачки кои што нели го имаат тој проблем, битно е зашто. Значи, битно е локализацијата каде е ендометриозата, битно е која е причината за која што ќе ја лечиме ендометриозата, во однос на болката, еве како основно кај што сите ја имаат, и тие што не раѓале и што се во процес да останат трудни, и тие што раѓале, затоа што таа може да има последици и понатаму, нели има и мал процент САО и кај посменопаузални жени, но генерално нели во репродуктивниот период. Терапија за болката, да кажеме, првично би било како еден модалитет што би го направиле, а тоа би било избор на хормонската терапија. Значи, да кажеме, дали единично користење
само на прогестеронска терапија или комбинирање со контрацептивна пилула, тоа би било еден тераписки модалитет во однос на контролирање на болката и на смирување, да кажеме, на тие жаришта. Втор тераписки модалитет би бил операцијата и прашање колку операцијата ќе помогне и како. Може ќе треба повеќе операции. Да, и тоа стои дека секогаш има. Оно што го прави самото влијание на естрогенот, например на тие жаришта што ги има во малата карлица и насекаде, е всушност активација на инфламација. Таа инфламацијата прави едни налепи фибрински, кои што всушност го променуваат изгледот и анатомијата во малата карлица. Затоа многу пати ендометриозата не само што може да има цисти на јајниците, него има и такви прираслици во малата карлица и органите во малата карлица и во стомакот што всушност ја предизвикуваат болката. Така да операцијата во контекст на конкретно вадење или гурање на ендометриотичните жаришта подразбира и најчесто и адхезиолиза, тоест отстранување на тие слепени делови кои што можат да помогнат и во однос на болката. Друго прашање е длабоко инфилтрирачката ендометриоза, која што всушност е еден ентитет кој што всушност захтева многу големо оперативно искуство во однос на оперативното решавање нејзино. Така да останува на тоа дека хормонска терапија и оперативната хирургија, тоест како избор би било лапароскопијата, најсоодветно за пациентите заради минимални болки, минимално останување во болница и минимална инвазивност комплетно на процедурата, би биле тераписки модалитет за ендометриозата. Така. Не, навистина многу важна тема, дури на светско ниво е посветен месец март, баш Endometriosis Month. Ке те прекинам, извини, сакам да го кажам, ова беше тоа однос на едукацијата и информираноста на широката популација. Кога го правев предавањето за таа секцијата, всушност најдов на една интересна, да кажеме, активност која што беше организирана за тој месец на ендометриозата март. Биле поканети пациентки кои што всушност биле поканети да направат, да нацртаат или некако креативно да се изразат во однос на симптомите што ги чувствуваат на ендометриозата. И беше на тоа предавање, ја ставив последната слика. Би можела некако да ја покажам, ама тоа е една многу интересна голема слика со црвени, жарки, портокалови, жолти бои, кај што всушност насликана е како матка, да кажеме, и една рака како на чудовиште која што загребува онака, знаете? И таа баш ми остави многу голем впечаток слика и јас баш ја ставев. И многу интересни резултати испаднале во однос на креации, како жените ги чувствувале своите симптоми. Може тоа да послужи, онака, одеш на лекар и ја покажеш сликата, ова ми се случува. Вака највизуелно добро представено, ова ми се случува. Многу е битен разговорот, значи многу е битен разговорот, апсолутно. Првично со својот матичен гинеколог и во однос на мајките кои што во фамилијата имаат можеби вакви случувања, и со своите помлади ќерки рано воспоставување на, така да кажам, гинеколошка култура. Значи не е она што више се разговара и во школите во однос на сексуално образование. Значи образование за репродуктивното здравје и во однос на овие работи. Почнувајќи од дома, почнувајќи во училиштата, редовното идење на прегледи и така една убава гинеколошка култура, ја би рекла, така некако со еден збор. И па еден апел до институциите конечно да воведат сеопфатно сексуално образование и да се исто така да дадат свој напор во поттикнувањето на посета на гинеколог поредовно. Секако сега имаме и многу интересна друга тема да покриеме, која што се однесува на малку повозрастна категорија, а и можеби веќе таа граница и се намалува. Зборуваме за перименопауза и менопауза. Тешка тема, исто така многу стигма се поврзува и со овој дел од... Не сме да е тешка. Физиолошки процес. Кај сите жени се случува. Меѓутоа како се манифестира и што се случува со телото. Ајде од таму да почнеме, веројатно. Што се случува со телото во овој период кај жените? Ајде од терминологијата да почнеме.
Менопауза. Менопауза е еден ден, кој што не може да се дефинира кога ќе дојде. Само може ретроградно да се дефинира кога ќе поминат 12 месеци од последната менструација. Се што е предходно е перименопауза. Обично тој период трае од 5 до 12 години. Некои статистики викаат дека може дури од 39-та година да почне, некој од 40, 45 до 51-та година. Средна важност, средна вредност некој има од 5 до 7 години трае. Ќе настапи менопаузата и после тоа се е постменопауза. И сега, како што кажав предходно, тоа е нормален физиолошки процес. Значи, тоа секоја жена го поминува низ тој процес. Значи, оно што е многу битно да се запомни. Сега, симптомите кои што се јавуваат во тој период на перименопауза се поврзани со сексуалните хормони. Значи, порметувањето, всушност, старењето на јајниците или губењето на оваријалната функција, кои што прават одредени промени во организмот и се појавуваат одредени симптоми. Обично жените во овој период се јавуваат со проблеми кај своите матични лекари, а всушност тие проблеми, се што се јавуваат симптоми, се врз база на хормоналните промени кои што ги осеќаат во тој перименопаузален период. Најчести се тие така наречени вазомоторни симптоми, или да кажеме оние ноќни, врукини, потења, валонзи, бранови што се, кои што всушност се транзиторни. Значи, кај некои жени може да траат година-две, значи пред губењето на менструацијата, кај некои жени може да траат подолг период, а потоа како жената транзитира низ овој период на перименопауза до менопаузата и уште подлабокото делување на порметувањето или губењето на оваријалната функција, идат промени во смисла на гениталниот тракт, тоест вагинална сувост, диспарунија, болки при односи, промени во однос, проблеми со мокрењето, соидењето во веќе поголема нужда, значи тие такви некои проблеми кои што се јавуваат. Но најголем импакт или влијание, значи губењето на оваријалната функција го има за после менопаузата. Тоест промените на кардиоваскуларниот систем со недостатокот на овие хормони кои што го има, кои што може да донесе до коронарна болест на срцето, покачен притисок, диабет, обезитет, значи едни хронични заболувања кои што всушност го оптеретуваат нели нормалното функционирање и здравјето на жената, потоа и остеопорозата. Се мисли дека една од три жени после 50 годишна возраст имаат фрактура поради остеопороза. Сега, се што ќе се прави во периодот на перименопаузата е како превенција во борба за последиците што ќе ги има во постменопаузата. Значи, тоа е оно што е битното. Ама да се вратам на почеток зошто е се битното. Во една студија вика дека до 2025 година во светот ќе има 1,2 билиони постменопаузални жени. Вау, која бројка? Да. Втор податок е дека просечниот век на живење на жената во ова наше време 83 години, на мажите 78. Се замислете колку жени во постменопауза треба да имаат нормален квалитетен живот после. Нели тој период? А она сега ќе ве вратам најинтересното во таа перименопауза во оној период се што го кажав 40 до 50 години. Жената е на пикот на кариерата тогаш. Така? Значи, ние можеме најдобар... Да, ние... Мора, значи, и тоа ќе го дестигматизираме, не е пекол. Физиолошки е тоа се. Само што можеме да му помогнеме на таа транзиција да биде да се помине. Значи, во пикот на својата кариера е жената, своите најголеми достигнувања и успеси може да ги направи, а од друга страна има семејство, има деца, и плюс има најверојатно постари родители за кои што треба да се грижи. Да. Обично тоа паѓа на грбот на жените. Тој маратон еден кој што треба да се истрча и при тоа да ги има овие сите симптоми на перименопауза, да кажеме и да настапи менопауза. Значи, апсолутно сметам дека тоа е нешто што треба да се зборува. Значи, треба да се прават вакви разговори, треба да се иде на редовни контроли, значи во однос на таа работа, за да може сето тоа полесно да се транзицира и да настапи еден нормален физиолошки момент кај жената, тоа е престанок на менструацијата и
репродуктивната можност. Фасцинантно е колку тоа и влијае на менталното здравје. Апсолутно, значи Да. покрај вазомоторните симптоми кои што се јавуваат и оние на телото што ги зборував, да, требаше можеби да спремам како доктор настапив од овие работи што се медицинскиве, односно ние што можеме да ги направиме. Но втори по честота се всушност психолошките моменти кај жената. Тоест, се верува дека во менопауза жените највише се диагностицира околу 70% депресија, Јасно. анксиозност, Да. несоница и сите тие што идат пореметувања психолошки во тој момент и дека апсолутно треба тука да се даде психолошка поддршка. Значи една е медицинска како затоа не треба да биде само гинеколошки врската да биде гинекологот тој што ќе се грижи за жената. Значи тоа треба едно сеопфатно да биде затоа што гинеколог треба да помогне во однос на тој процес, психолошка поддршка треба да се добие и во однос на овие други превенција за други заболувања кои што ги кажавме како остеопорозата, кардиоваскуларните и други треба да се. Исто така се смета дека и деменцијата во пораснеле во глобални рамки се уште нема доволно Меѓутоа превладува кај жените. Да, дека поголем процент на болни од деменција всушност или тоест Алцхаймеровата болест како вид на деменција се јавува во поголем процент кај жените отколку кај мажите. Да. Но и како што кажа стигмата околу нели тој процес на менопауза, перименопауза и постменопауза е нели огромен фактор во тоа како една жена која го минува тој процес ќе се справи со тоа. Или како што кажав ти, очекување дека пак треба да има кариера, но и да се врати дома кај децата, кај сопругот, родители, било што. Ја имам конкретен пример. Јас Супер. можеби ќе бидам баш во тој период и ќе имам дома тинејџери. Тука сме за помош ако треба. Да. Меѓутоа, да, и тоа е интересно. Мислам, сепак и ние доаѓаме од да речеме некоја попривилегирана позиција кај што може да си дозволиме и пристапи до гинеколог и до психолог, меѓутоа што е со сите оние жени кои што нели не може сето тоа да си го приуштат и тука треба нели јавното здравје. Не, тука тргаме од еден момент како за ендометриозата, така и во однос за менопаузата. Значи првен е на национално ниво, национална стратегија и за женско здравје, и за репродуктивно здравје, каде што ќе се ангажира и државата, институциите кои што се во државата, да се спроведе нели заради потребноста на таквите работи. Второ, овие прекрасни иницијативи од невладени организации кои што всушност можат да добрат преку интернетот нели како користење сега до И да отворат дебатата, да се зборува за тоа. да се отвори дебата, да се зборува, но пред се едукацијата и образованието. Значи од најмали ноги, како почнавме за ендометриозата дека може и кај млади да се јави, така до овој момент за менопаузата дека мора. Затоа што постојат безброј студии и за ендометриоза, но и за менопауза, всушност, не знам, social aspects of тоа и тоа, или, не знам, справување со таа и таа болест, ендометриозата или менопаузата на работното место. Па тоа треба да има импликации, например, на законот за работни односи, дали треба да отсуствуваат тие неколку денови кога нешто им се случува, нели, во хормоналниот дисбаланс и така натаму. Прочитав сега пред некој ден на Инстаграм имаше едно така интересно, нели оние што ги читаме кога ги скроламе сторињата, вика they're lucky women don't македонски го кажам. Вика срекни се што жените бараат само еднаквост, а не одмазда. Затоа што со се што може да се справи жената, значи ние таа еднаквост апсолутно треба да постои во се, но треба да се помогне во справување со одредени работи. Она што е примарно кај нас, тоа што го зборевме за ендометриозата, ние мислиме жените дека нормално е да се живее со тие работи. Значи има поддршка. Значи менопаузата и транзицирањето од периодот пред губење на менструација, губењето на менструација и после може да биде со медикаментозна терапија. Најчесто тоа е хормон заместителна терапија. Стигма постои дека хормони ако даваме тоа е ризик за карцином. Кај нас многу, дури и за ендометриозата и за други работи,
Збориме Да. за обична контрацепција употреба кај девојките млади, па медицинска, тоест неконтрацептивната улога на контрацептивите кои што ги имаме за одредени болести, за како ендометриозата, па хормон заместителна терапија што може да се даде во овој период, значи не сакаат да ја примат. Значи ако направите една студија, една анализа на менталитетот на склопот на нашите жени, не сакаат да примат хормони затоа што се убедени дека тоа ќе развие карцином кај нив. Хормон заместителна терапија во однос на менопаузата порано арбитрално имало користење од 2 до 5 години или до 60 годишна возраст. Денеска се смета дека додека одредени симптоми траат или има потреба за тоа се користи. Таа може да биде само естрогени, само прогестерони, може да биде комбинација да биде, може да се дава преку апчиња, може со прскање, може преку кожа, може вагинално, значи има модалитети секакви, каде што всушност се избегнува оној општ ризик да кажеме. Поентата е да се постигне ефективен третман со минимални можни ризици. Не сме дали да даваме терапија која што предизвикува карцином. Да. Тоа би било сулудо. Скоро читав дека всушност во Британија сега во моментот е многу актуелна темава и се носи некој закон за имплантирање на некои хормони внатре во пределот на стомакот и кои што се може да го добијат бесплатно жени кои што се во менопауза. Нисум го прочитала тоа, но да, има таков начин на импланти и трансдермално се аплицираат. Да немам. Тука е начинот е за олеснување, затоа што таа хормон заместителна терапија бара одговорност и треба бара редовност, значи во взимањето, во начинот на взимање на терапијата и секој се бараат нови модалитети како тоа полесно да биде, да нема чувство дека взима некаква терапија, нели? Исто како што е за диабетичарите со хронична терапија, што се како и за други некои болести. Тоа е убаво што се залага државата, ама тоа се сепак развиени и богати држави каде што нели тоа имаат можност. Ама добро е што има политики во тој правец. Апсолутно. Се гледа како добра практика. Да. Здравје Божие кај нас. Да. Да, веќе кога сме на темата, нели, за стигмата околу ова, нешто што го имам забележано од едукации како едукатор за сеопфатно сексуално образование, но и преку едукациите кои ги работиме со Пиријат, е дека младите имаат некој страф од одење на гинеколог и таа гинеколошка посета, но тоа го имам забележено и кај постарите генерации. Пример, дефинитивно е тоа. Годините на мајка ми, пак, нели, има таа некоја несигурност кога треба да се оди на гинеколог, па и непријатност, и срам, и некој страф. На што мислите дека се должи тоа? Од каде таа идеја дека нели одењето на гинеколог е пострашно од одење на нели матичен лекар? Мислам малку поинвазивна нели ситуација, но од каде потекнува тоа дека си уште грота пациенти кои што доаѓаат за преглед, кои ќе ги прашаат кога немате направено гинеколошки преглед, многу има голем процент на тие повозрастните жени особено и последен пат бев на гинеколог која раѓав. После не ми требало. Да. Значи останува прво едно, значи самото воспитание од мали кога се, она што средината го носи, што го дава. Па фактот тоа дека уствари многу функционира моментот дека сраме да се женско. Нели? Значи, дали сме ние во урбана заедница, дали сме во рурална заедница, не е битно. Нема никоја голема разлика. Нема ниче. Ние можеме на вакво на глобално ниво и да кажеме општо работите дека сме еднакви се, не знам, во некоја институција поише жени работат од мажи или не знам што. Али во основа она што ни е дадено како природа, мора да го имаме внатре во себе скриено и да не го покажуваме многу. Значи, тоа е не е само не е само срамот околу гинеколошките прегледи. Значи, немаме образование, немаме култура за идење воопшто на лекар. Се иде на лекар само кога се има проблем. Имате стратегии,
национални се прават за скрининзи, за цервикален карцином, за дојка, за колоректален карцином. Значи сето тоа е да кажеме ако државата го направи како стратегија, нели обврски стигаат писма дома дека треба да се отиде на гинеколог, беше поради тоа. Значи поради тој момент дека немаме култура воопшто на одење на лекар, а камоли гинеколог кај што треба нели поинтимно малце настанува целиот. Плюс доминира тоа мислење дека доколку се нема повеќе сексуални односи, дека нема потреба да се отиде на гинеколог. Да. Како шоке ми е, јас ништо не сум правила, со години не сум имала односи или било што такво. Да, апсолутно. Значи тоа се све реченици кои што секојдневно во праксата ние ги имаме. Секојдневно. Но да, мислам веќе има како да кажам, поместување во однос на овие државни политики кои што, знам, на мајка ми стигнува дома редовно такви писма за прегледи. Само добро е да знаеме колку тие всушност се случуваат, дали жените навистина одат на тие прегледи и Па би требало. Да, тоа би било. Што се случи со вакцинацијата и со појавата на некои болести кои што ги немаше, мислам. Пак ќе кажам, тргаме лично од себе, индивидуално. Да, тука и државата со своите алатки кои што треба да помогне, и трето, нели, невладиниот сектор или граѓанските иницијативи. Ама и се случуваат. Не само кај нас, на глобално ниво е тоа проблем. Секој има свое мислење, нели? И со интернет. Али на пример, ако можеме локално да делуваме, на пример, јас, мојата околина, моите другарки кои што имаат ќерки, прв пат кога ќе добијат менструација, сакам и ги викам, дај да разговараме, да се објасни како е. Дури имаше во еден момент, баш апропо тоа, другарка моја лична, ќерка имаше прва менструација, но беше со многу болки. Така телефонски разговараме, донеси да ја видам, дека ми личи дека има циста. И доаѓа нормално ставам сонда и стварно имаше циста, и сега девојчева се уште не стигнало со разговорот за прва менструација, се треба да се прашува зошто цисти се јавуваат кај девојчињата. Тоа беше првото прашање. И јас онака сум буквално од некаде го извадив моментот, викам слушај, викам драга моја. Нели пубертетот е малце чуден период кај што викам лудуваат хормоните. Па маче викам и за јајниците така лудуваат хормоните. Викам и тие се у пубертет додека нормално се не се воспостави, па прават викам физиолошки цисти. Од внатре доаѓа. И тоа ми беше објаснувањето и онака се вртам кон другарка ми викам, го смисли по. Не, таман си се вика како што треба. Значи како што имаме пубертет во глава, си имаме пубертет и во јајниците наши. Мислам дека е добро, има неколку екипи што работат, да речеме, театар со сенки, така да се прават представи на темава, да се прават кратки филмчиња анимирани за да биде тоа малце подостапно за девојчињата, па и момчињата, мислам. Да, нели класика, она седиш, учиш, читаш или разговараш? Не, нели кога е низ ликовито, низ игра, кога е полесно, подобро се учи. И нема да е шок понатаму, затоа што и во самата студија ние што ја правевме, баш поврзано со првата менструација. Мислев дека негде сум пробудена, дека нешто, негде ми тече крв, дека сум повредена, што ми се случува. Значи, тука апсолутно прво мајките имаат улога. Значи, тоа беше сум размислувала, кога јас сум добила прв пат менструација, едноставно сум знаела и сум била спремна. Затоа што сум ги имала информацијата од мајка. Меѓутоа, бидејќи е стигма, не многу мајки се ослободени за тоа. И школството треба исто. Има жени кои што доаѓаат прв пат во животот на преглед, затоа што ги се омажиле и не можат да останат трудни. За тогаш да се свати дека всушност не е само што не можат да останат трудни, него има некои други многу покомплексни пораметувања кај што дури фалат генитални органи. Значи, али никој тоа не добила менструација од кога била мала до моментот кога ја мажала. Тоа, знаете, колку прашања поставува и одговара всушност. Зошто е тоа така? Апелот уште еднаш до институциите се опатно сексуално. Апелот и до девојките и до жените. На секој начин на кој што можат да не се срамат, да се побараат информации за работите што им се случуваат и за кај својот матичен лекар, кај својот матичен гинеколог или во својата заедница и во своето семејство. Апсолутно, мислам дека и оваквите подкасти и разговори многу помагаат за тоа да се тргне тој срам од, како што кажавте, сите нормален физиолошки процес. Работи што се случуваат. Јас многу од работите што сум ги слушнала, дознала, се од некои други искуства што мои, не знам, пријателки, другарки, познанички ги имале и ги споделиле. И тоа споделување приказни, тоа е многу
Многу е битно важно. сексуалното образование во училиштата. И сега нели нормално има таа една друга група која што ќе биде всушност нели вие вака со ова репродуктивно и сексуално образование вие ги учите нашите деца на Што е заблуда. нели Апсолутно заблуда заблуда. во смисла на недолични однесувања и сето тоа така. Исто така и за вакцинациите. Да. Еден од аргументите на антиваксерите во однос на ХПВ вакцинацијата е всушност дека со самото вакцинирање промовираме промискуитетно однесување на нашите деца. Ме сваќате, мислам, што исто е абсурд. Небулоза. Напротив, кој ќе ги имам правите информации, знаеме точно како треба да се справиме со проблемите што ги имаме. Ние веќе немаме време, меѓутоа јас последните неколку минутки сакам да ги посветам и на ова, затоа што знам и во вашата пракса дека сте се сретнале со овие пациенти. Ние во спроведувањето на студијата имавме, нели, отворена беше анкетата за над 18 години, таа што беше онлайн, и имавме одговори од 13 транс мажи. Кои што исто така, нели, се уште имаат својата менструација. Така што ме интересираше вака малце повеќе, нели, вие како лекар, како всушност со што се соочуваат транслицата, каде одат на лекар? Сигурно тоа е многу тешко да се направи, нели, од нивна страна тој прв чекор, дури, нели, во однос на менструацијата, менструалните болки и така натаму. Всушност, нели, го живеат, сето тоа го доживуваат како транс мажи. Така што Јас едно време и активно учествував во оваа работа во однос на маргинализираните заедници и транс родовите луѓе. И на почетокот, кога почнавме да работиме, бевме во Белград на една работна посета и всушност тогаш јас не знаев дека всушност направено е легислатива каде што каде што овие луѓе всушност може да побараат медицинска помош од државата, да кажеме, тоа иде во фази начинот на диагноза, но и решавање во однос на нивната идентификација со одредена терапија, нели, до на последна хируршката можност за промена на пол. И мене тоа не го знаев моментот, бе фрапирана, нели, дека всушност дозволено е со здравственото осигурување, кој ќе помине на сите тие фази на психијатриска проценка, хормонална терапија, да дојде до фазата на промена на пол, што беше, нели, скроз прашање кое што кај нас во Македонија не е уопште чепнато. Второ, ние имаме слушнато за неколку такви поединачни рендом случаи кои што всушност имаме слушнато ретроградно, откако настанало, да кажеме, што тие се многу подложни на депресија, самоубиствени нагони, така имаме ние неколку случаи тука што се имаат случајно и всушност така само селективно. И сега почнав активно да работам и со таа проблематика. Всушност, во Македонија има повеќе лица кои што за жал не бараат помош во нашиот медицински систем, да кажеме, или бараат, ама повеќе заради поголемото искуство во Србија, одеа во Србија за одредени работи. Сега, транзицијата е кога поминуваат во тој период овие лица, многу е битна таа првична евалуација психолошка, каде што може да се каже дека едноставно постои трансродност кај тоа лице и понатаму да почне со сопствената трансформација. Но за тоа треба мултидисциплинарно да се пристапи. Значи ендокринолози кои што ќе ја даваат терапијата, ние гинеколозите тука како кај трансмажите, нели, регулирање на симптомите и оние ефекти што ги имаат на хормоните и како на крај реализатори како хирурзи на таа кастрациона хирургија, нели, во однос на последниот момент. Доколку некој сака, тоа е последната фаза, значи дали ќе биде кастрациона хирургија, дали ќе се има трансформација во промена на пол. Во овој период цел, кај што јас, например, активно можам и помагам со овие заедници, само еден пациент сум имала. Значи тоа сакав на крај да го одбележам, кој што всушност заради несоодветно земање на терапија и несоодветно регулирање на работите во нашиот здравствен систем со земање терапија од Србија, настана абнормални утерусни крварења, кои што всушност беа малтене
во некоја итна живото загрозувачка состојба, каде што беше потребно да се изведе кастрациона хирургија, тоест вадење на матката и на јаниците, беше апропо дека настанати се проблеми од неконтролираното земање на хормонална терапија. Значи, колку е важно за добросостојбата на оваа заедница, нели, сите, како што спомнавте, Нема, ендокринолози, обичните да бидат луѓе не отворени. се јавуваат на лекари, Да. тука е, за жал, многу голем проблем. Али апсолутно треба да бидат сите информирани дека има достапност на информации, нега комплетно сите граѓани, Така. значи нема тука поделба, дека треба да се обратат за грижа и за проблеми што ги имаат во однос на своето здравје. Да. Добре, јас мислам дека веќе не имаме време, може и претиравме. Но важни така што- теми, многу важни да. теми. Мислам дека треба да се повтори овој подкаст. Да, да ја се отвориме надевам други дека разговори. бев добар гостин. Прекрасен гост, да. Не многу сериозна или дадов доволно, ама ви благодарам многу за поканата и сметам дека цело време треба да се разговара за овие работи. Фала многу што Фала што ви ја на прифати вас. поканата и се гледаме во наредна емисија. Поздрав.